Благодарам, почитуван председател, почитувани колеги пратеници. Се работи за следно. Доколку внимателно ме слушавте, ќе видите дека зборуваме за еден дел од пат, од инфраструктурата патна на Република Македонија, кој што е многу значен. И впрочем, со ова ќе се заокружи еден процес кој владата на ВМРО да помене со коалицијата тогаш направи стратешки револуционерен потек, вложувајќи во инфраструктурата, вложувајќи пред се многу и во делот на територија на цела Македонија, меѓутоа и во делот на источниот регион, источна Македонија, каде што јас гравитирам и живеам, каде што моите гласачи буквално ми ја дадоа поддршката мене и на мојот колега Никола Мицевски, вклучително и ја добивме најубедливата победа во тој дел. Зошто? Затоа што многу направивме, меѓутоа сега гледам дека многу малку ова влада вложува во тој дел. Зошто е насочена против источниот регион? Зошто е насочена против Штип? Јас не можам да сватам. Меѓутоа сега имате историска шанса, вие колеги пратеници Социјалдемократскиот сојуз, да се исправите и да најдете начин да ова се поправи, прифаќајќи го да се изработи овој проект. Значи како можност за понатаму за изработка на друг пат. Се работи за една делница, ви реков, Кочани Делчево. Знаете, се направи патот Гоце Делчев. Останало туше некои ситни работи, 2-3 моста да се решат. Направивме многу, сега уште неколку метри ограда тамо, ова влада, ова министерство не можеше да го реши. Меѓутоа ќе издржим уште малку, мислам дека за неколку месеци ќе го направат и тоа. Понатаму следува експресниот пат Штип Кочани. И сега, кога ќе увидите тој дел од Скопје, буквално што правеше владата на Република Македонија, која предводеше ВМРО да помене? Се поврза Македонија и души попреку. Од сите страни. Автопатски решени. И сега останува еден дел, каде што луѓето кога би сакале да одат, еве да речем од Скопје да тргнат, да патуват за Благоевград, би требало да поменат таму. Останува само тој дел. Го касните патот, чисто сакам да ви информирам, почитуван заменик министер, ве молам да интервенирате тука. Барем оние проекти кои ќе започнете, направете ги. Зошто, не знам, зошто се касни со патот Штип Кочани, зошто се касни со клиничката болница во Штип, па сега користам шансата да ја прашам, нека ни објаснувате зошто се касни и со факултетот за физичка култура и факултетот за информатичко општество. Значи, знаете ли колку се разочарани спортистите? Се извинувам, се на амандманот за да нема реакции. Да, еве сега за амандманот зборам. Ја не знам зошто факултетот за спорт и за информатичко општество се каснат. Значи, стварно е нефер. Меѓутоа не е важно. Не е важно. Јас ми е јасно зашто го правите тоа. Меѓутоа мораме да ја објасниме на граѓаните. Јас ве замолувам, јас не ве критикувам. Се што ќе направите во интерес на мене и на мојата заедница тамо кај што живе. Сега, кога се работи за овој пат, сега чисто вака како представа, не знам дали сте биле на таа страна, дел од колегите, бидејќи имаме дел се од Западна Македонија, некои од Западна Македонија живеат горе. Така. И што се случува сега? Тоа е пат кој е многу исклучително важен. Кочани. Значи, вак, владата на ВМРО да помене. Во со коалицијата, значи со многу партии тогаш, што се случува? Од Скопје до Штип направи автопат. Историска работа за тој регион. Страшна работа. Сега има таму 1 километар ограда, сегашниот министер не успева да направи. Ограда, тоа е заштитна ограда. До толку е дојдена работа, ама ајде. Белки ќе направи. Колега Димков. Да, уште еднаш апел. Значи дискусијата да биде насочена кон амандманот што ви е предложен. Благодарам. Господин Цуклев, вашиот пат со свирки, со музика, со тапане се пушти пред една година. И заштитната ограда е прекрасно направена. А да видите заштитната ограда за Штип каква е направена, ја морам да реагирам тук. Извинете вака, ама сега стварно не е во ред. Сега вака да ви кажам. Еве се работи за следна работа. И сега што е поентата? Имаме еден дел, значи се направи толку километри патишта, останува сега делот од Кочани кон Делчево. Исклучително многу голем проблем. Во тој период тогашната власт на Социјалдемократскиот сојуз се реагираше кога ќе имаше одрони. Не го санирал некој, не го направи. Тоа пак продолжи понатаму. За да не дојде до блокирање на тој пат, да не дојде до оштетување на некој возило, да не дојде до нечии човечки жртви, значи идејата наша со господинот Никола Мицевски, меѓутоа тука во придршка на сите наши колеги пратеници, не само од нас двајцата, сите што гравитираат во тој дел, ве замолуваме, почитувани колеги пратеници, да се надминете, да се одважите и доколку
почитувана колешке, го гласате овој закон, овој предлог амандман, мислам дека ќе направите историска работа и неправдата до сега што е правена за овој дел. Така да јас ве замолувам, бидејќи ми беше сугерирано од некои колеги дека не требало да излегува од рамките на тоа, меѓутоа искористив можноста бидејќи не бе во можност да сега да разговарам во досегашниот тек на расправата и во овој дел и во амандманската. Инаку за ваша информација ќе се гледаме доста често. Некаде со дел од моите колеги имам преку 70 амандмани поднесено. Значи ќе ви стојам тука, буквално ќе ве замолувам за секој амандман, ќе образложувам што се треба да се направи. Тоа се дел амандмани кои досега не беа предложени, кои беа предложени и минатиот пат, не се направени. Меѓутоа има работи кои треба пак да ве подсетуваме. Ова е ребаланс, меѓутоа се надам дека за буџетот кога ќе дојде, ќе се најде некој простор и повеќе ми е намерата да влезат во програмата. Искрено да ви кажам, се што ќе направите се радувам. За се што ќе направите ќе ве пофалам, за се ќе направите е интерес мој. Така да јас имам намера ова влада да ја на некој начин стимулирам со овој говор, вас да ве информирам, жалам што министерката не е тука и зошто не е, каде до сега не можехме да видиме. И меѓутоа вие пренесете, вие сте постојано тука, ве почитувам, имавме прекрасна дебата и за ребалансот, дел од некои амандмани не освоите, се надам дека овој пат, иако вие, почитуван заменик министер, не го прифатив тоа амандман, меѓутоа мислам дека колегите пратеници од Социјалдемократскиот сојуз ќе го прифатат. Благодарам. Благодарам и на вас.